Одеме понатаму со емисијава, почитувани гледачи, како што веќе најавив, наш денешен гостин во емисијава е Митко Гогов, струмички и македонски поет. И со него секогаш кога разговорам имаме поводи. Најпрвен добар ден, добре дојде во мојава емисија. Добар ден, Георги, и поздрав до вашите гледачи. Така, секогаш имаме поводи, така и овој пат, имаме неколку, ама најважниот е ова. А ова е твојата нова, втора книга, поред, ако не се лажам, насловена Скриено писмо. Што е скриено писмо? Навистина има нешто скриено, бидејќи овде гледам букви кои не ги разбирам. Тоа се некакви хиероглифи, некакво старо античко писмо, така? Во суштина, скриеното писмо е говорот кој си го говориме сами кога легнуваме пред спиење. Символите, односно хиероглифите кои ги имаме на корицата, по решение на Александар Пешевски, кој е дизајнер, се некој склоп од голем дел од основните алфабети кои се оставени на планетата Земја. Интересно тоа решение што последните букви од корицата вертикално, нели? Кога вака ќе се направи корицата и одиме со следната страна, се поклопуваат двата вида хиероглифи и добиваме наслов на книгата Скриено писмо. Многу интересно, книгата изгледа убаво, но што е всушност Скриено писмо и зошто толку чекавме на твојата втора книга? Скриено писмо во суштина е, можем да кажем, мојот прв вистински поетски ракопис. Затоа што Ледена вода, мојата прва книга, како и голем дел од поетите во светот, беше избор на поезија. Односно, она што сум го пишувал некогаш, сум го собрал и сум го со помош на издавачката Куќа Антолк го издадов прво 2011 во Србија, па 2014 во Македонија и оваа година во Бугарија. Со Скриено писмо за прв пат сакав да настапам како концептуален уметник, односно сакав тој постмодернистички, концептуалистички доем да го внесам во поезијата, затоа што досега го немав сретнато во светот и она што е интересно е тоа што Скриено писмо всушност асоцира и по насловот и по самата содржина на скриената книга во книгата, односно Скриено писмо во моментот е две книги во едно. Односно Скриеното писмо е скриената книга со хаику поезија која се наоѓа во средината на книгата. Да, значи да појасниме на гледачите, практично книгата е составена од 3 дела. Првиот, како да кажем, првиот дел е писмо прво, вториот дел е подрум и третото писмо е писмо второ. Значи, подрумот како циклус е ставен помеѓу писмо прво и писмо второ и всушност тоа е тоа скриено писмо. Интересно е тоа што во првиот и третиот циклус, практично во писмо прво и писмо второ, сите песни започнуваат со еден исти збор. Скриени, скриен, скриено и така натаму, скриена, значи, например, скриени сеќавања, скриен часовник, скриени чекори, скриено кралство и така натаму, и така натаму. Многу интересно, штосно изгледа се тоа. Што е суштината? Суштината во принцип е нашето постоење и нашиот дуалистички однос спрема нештата. Во првото писмо, односно првиот дел од книгата, говорам за скриени материјални работи, односно за скриени земни работи. Подрумот е она чувство од детство кога играме мижничка или мижитатора, како да го кажеме, кога знаеме да се скриеме и онаму каде се криеме, тогаш ги наоѓаме сите наши
нескриени во тој момент сеќавања. А додека во писмо второ, односно последниот циклус од книгата, говорам за скриени нематеријални, односно за духовни состојби на човекот. Така, во суштина би било преку земното истражување и медитација во животот, преку скриените желби кои ни се кријат во подрумот, мораме да стигнеме до некоја навидум, да кажеме, нирвана, во која со помош на нашиот духовен концепт на размислување можеме да доживееме некоја, не знам, благосостојба на некој начин. Интересно е тоа дека во таа скриена книга во книга, тако може така да ја наречем, или книга во книгата, откривам нешто ново кај тебе, тоа нешто што не сум го знаел дека пишуваш и хеику поезија. Од кога тоа? Мене во биографија ми стои уште од 2005-та, значи јас тоа не го знам. Од секогаш сум бил љубител на источната книжевност генерално, на зен, будистичката книжевност. Исто така ми како да кажем, сум растал и со Карил Џибран, и со Руми, и генерално, она што е поврзано со Бога, и е преточено на некој уникатен начин, мене уште од мал ме фасцинирало. Истражувањето на хаику, ренга, танга и така натаму, на сите јапонски поетски форми, за мене од секогаш било предизвик. Јас едно 10 години веќе и повеќе пишувам постојано на Твитер такви хаику микропоези, но да, со оглед на тоа што сите други работи со кои се занимавам во животот, поврзани со граѓанскиот активизам, со подобро општество и така натаму, сакам да прибегнам во едно место каде што сум тотално нов самиот за себе. И мислам дека во скриено писмо баш буквално луѓето ќе запознаат некој митко кој не го знаат вообичаено. Да, хаику поезијата е предизвикувачка. Убаво е секој да проба, секој што пишува да проба да напише, бидејќи тоа е вистинско мајсторство, со малку зборови, со само во едно 3 стишје да се кажат на многу нешта, и тоа е навистина убаво од твоја страна. Она што е интересно сега видов, бидејќи прв пат ја имам книгата во рака, е дека имаш дури 3 рецензии поместено во таа книга. Ајде збор за тоа. Како и во првата, така и во ова. Значи, не знам зошто. Фатив таков наструмички тртип. Тоа е исто како одиш на болница и некој констатира дека си болен, па ти бараш второ мислење, а зошто не и трето, нели? Тоа може би затоа што не планирам да бидам хиперпродуктивен, односно да напишам 100 книги. Секое лето дете, односно секое лето книга да пишувам, така да може би затоа и во првата и во ова имам тројца рецензенти, морам да ги поздравам. На моје огромно задоволство рецензенти за ова втора книга Скриено писмо ми се академик Катица Кијолавкова, професорот Владимир Мартиновски, и од првата екипа, од првата книга си ја задржав магистар Славица Гаджева-Свидерска. И добро, колку сте сите тие са твои пријатели, блиски, така натаму, колку се издашни во пишувањето за оваа книга, колку си задоволен од тоа што го напишав? Не би можел да судам за нивниот интелектуален габарит. Не, тоа да. Просто далеку се повеќе од мене. Јас се гордам што ми се погоди во животот да секогаш говорам со правите луѓе и секогаш сум на правото место, особено ако говориме за култура, книжевност, уметност и така натаму. Нивното мислење го почитувам и особено ми е драго дека, како да ти кажам, Ѓорги, ем што замолив, ем што со отворени раце одговорија на мојата молба за рецензија, ме прочитаа добро. За еден поет е многу важно да биде добро прочитан. Тоа ме интересира. Добро, значи задоволен си. Книгата беше промовирана и на сајмот на книгата или само изложена?
Саемските промоции са такви, значи секоја година кога имаат автори нови изданија, имаме неколку часови за време на саемот каде имаме отворено подпишување. Така официјалното саемско промовирање помина и баш ми е драго дека се продадат сите книги што ги имавме таму. И Тоа значи дека немаш книга за да ми подариш, така или треба да си купам? да, треба да си купиш. Добро. Колку чини? Немам поема. Стварно. Добро. Ама може Добро. да се обратите во и сите гледачи ваши да се Така. обратат во издавачкиот центар Антолог во Скопје, има две Така. книжари. Се надевам дека и нашата Струмичка библиотека и нашите книжари во Струмица можеби ќе имаат струмички автори. Тоа можеш да се Така. согласиш со мене дека е многу глупо кога во Струмица има книжари, а во книжари не можеш да ги најдеш Митко Гогов, Ѓорги Калајджиев, Никола Маџиров и да не ги редам понатаму. Како град, ние во градот немаме во моментот каде може да се најде за жртва. Добро. Бидејќи си струмичанец, чинам дека оваа книга заслужува да биде промовирана во Струмица. Имаш ли такви планови? За првата книга не направив промоција. За ова уште сум во дилема. Искрено за оние што не ме знаат и за оние што ме знаат, знаат дека финансиската ситуација Е така. на Митко Гогов не е баш весела за да правам свадба, односно да собирам вина и цекиња и бомбонјери. Особено затоа што и тоа што го пишувам во книгите не говори за такви паради, шеради и така натаму. Но како да кажем, дај Боже, да се надеваме. Баш би сакал да имам промоција. Баш би сакал да ги имаме Ќулавкова, Мартиновски, Иван Антоновски. Ама за таа работа ќе треба второ издање, да, бидејќи книгите се продадени, ама на промоцијата треба да се понудат книги, нели да се Второ издање да се секако имат. ќе има и тоа ми е особено драго Значи дека ќе мора да почекаме и на промоцијата и на тоа второ издање. многу, но да. Антолог е на потек, така? Да, Добро. Антолог на шаковската табла треба да пушти чек. Така, да, добро. Ја затвораме таа тема, честитам за книгата, еве, бидејќи немаш во план да пишуваш 100 книги во твојата кариера, се надам дека на третата нема сепак да чекаме многу. Не би знаел да кажем, Ѓорги, знаеш и ти самиот си автор. Не, јас сум надвор од сите шеми. Јас имам паузи по 20 години, по 15 години Баш од затоа книга ти во книга, кажувам, добро. ние пишуваме, Така. но рефинирањето на нашето напишено, Така. таа автоцензура што треба сами како автори да си ја Така. правиме, кај мене е многу ригорозно. Добро. Едно е тоа што го пишуваме и објавуваме по социјалните мрежи, а друго е нешто што го оставаме во историјата да биде архивирано и да биде оставено на следните генерации. Во тој аспект да, ги мислам и ги обмислувам, премислувам, overthinking правам на некоја на самата содржина што сакам да ја укоричам. Така да во моментот стварно не планирам за нова книга, немам ни поима кога ќе биде. Има материјал секогаш. Поентата е да бидеме доследни како луѓе, да продолжиме да си го гаеме тоа што го имаме како талент, да продолжиме да го хранеме нашето его, односно нашето постоење со нови содржини и нови материјали, се надевам дека во иднина би имале што да кажеме на нашите Да читатели. сме здрави и живи, тоа е важно. И да знаеме што сакаме да кажеме на читателите, тоа е многу важно. Апсолутно. Еве, ја затвораме оваа тема, ја затвораме скриено писмо. Но не можеш да скриеш дека роднокрајни средби во Струмица немало оддамна. Роднокрајни поетски средби, Тоа не е скришно. Последниот пат кога бев овде во емисија Пак те кажав дека 12-ката застанавме и никако да ја скршиме 13-ката. Да. Еве сега слободно можам да кажам со чисто. Дали си суеверен? Па не се кажеш затоа, хајде од после 12 да ја правиме 14-та. Од смолариот едно кукево, значи Така. суеверија и се ништа Така, една така. купа. Како и да е, да, паузиравме повеќе од една година, Така. но баш ми е драго дека ќе најавиме во јули, после Јули. Добро. Затоа што го имаме прво Антево слово во чест на Анте Поповски Така. овој месец. Значи, баш ми е драго дека Струмица по 13-ти пат ќе бидат домаќини на нашите роднокрајни македонски поети.
Супер. Кај ќе се одржи? И да тоа тајна. Да го оставиме како тригер за гледачите да не следат и да видат каде ќе биде. Ќе биде, нема да биде во Струмица, ќе биде на интересно место што е и концептот на роднокрајните поетски средби. Знаеш, почнавме во Свети 15, па бевме во Велюса, Колешино, Старо Конјарево. По неколку локали во Струмица. Така да и овој пат ќе биде нешто баш пријатно за луѓето кои сакаат да се дружат со нас и со нашата поезија. Антево слово. Антево точки. Антево слово. Баш ми е драго дека еднаш веќе кажав во Денови инаку за твоја информација, за твоја информација по повод роденденот на Анте Поповски. Вчера. Да, ние денес ја снимаме емисијата, ќе емитуваме утре. Вчера и денес, всушност, емитувавме 2 дела од еден документарец посветен на Анте Поповски, колку да знаеш. Баш ми е драго што тебе Канал Виз и вашата редакција во принцип и кога ги правевме настаните за Анте Поповски во Струмица, бевте целосна подршка и мене како човек генерално ми е драго што така кармички ми се случи да се поврзам со творештото и со животот и делото на Анте Поповски и да ги почнеме и Антево слово и Антево перо. Во моментот тече конкурсот Антево перо за необјавена книга. Таму во комисија се Венко Антоновски, Јасатина Цветановска и една купа квалитетни луѓе. Антево слово во текот на следните 10 дена ќе треба да го реализираме во спомен собата на Анте Поповски во општина Ѓорче Петров. Втора година поред го организираме. Знаеш дека Антево слово е дел од италијанската, сицилијанската награда Ангело Лавекија, така да оваа година лауреат ни е академик Катица Килавкова. Добро. И одиме на следната тема. Го повикав Митко во емисија и да ни ја донесе неговата книга Скриено писмо, но тој донесе 2 книги. Тоа е една така бајаги габаритна книга на бугарски јазик, се вика Огниште, станува збор за алманах за литература, култура и публицистика. Што е всушност тоа? Од каде тоа? Тоа е всушност зборник кој Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров од Благоевград го издава годишно, нешто слично на она што го почнавме и ние минатата година со Зенит. Огниште веќе има едно 7-8 изданија, како што знам. Еднаш годишно излегува. Еднаш годишно излегува и на наше големо задоволство роднокрајните погранични поети од бугарската страна, тука ќе му дојдат Сандански, Петрич, Благоевград и нагоре. Ни беа на гости во Струмица и имавме едно прекрасно читање на кое настапивме Никола Маџиров, Сузана Мицева, Наташа Василевска Трајчевска, јас, ти и врз основа на таа... Беше тоа во програмата на минатогодишното издање на Меѓународниот фестивал на камерен театар Исто Шишков. Да, и врз основа на таа соработка во моментот го имаме во раце нивниот последен зборник во кој на наше големо задоволство... Во кој има дел кој е плод на таа соработка, така? Што е многу интересно крстен, се вика Славјански венец и тоа е многу интересно затоа што мислам дека како држава и ние како луѓе и како автори и како двигатели во општеството мораме многу повеќе да работиме во збратимување со државите во кои кирилицата се користи како основа. Така. Еве, значи тоа е таа книга која има многу страници, 400 страници и некаде на крајот од алманахот поместени се стихови од струмички автори, македонски автори. Тука е Митко Гогов, тука е Ѓорги Калајџиев, тука е Никола Маџиров, Сузана Мицева, Ице Беличев, Наташа Василевска Трајчевска и имаме тука некои фотографии од Иван Василевски и фотографии од нивното гостување во Струмица. Мораме овде да го кажеме Иван Котев, затоа што во основа на неговите познанства и неговите контакти ние станавме всушност пријатели со тој поетски окружок од Благоевград. И ако се прашувате зошто ние сме поместени на самиот крај од алманахот,
едноставен е одговорот, затоа што крајот делото го краси. Апсолутно, ние доаѓаме секогаш на крајот најубавото доаѓа, така да затоа струмичките поети се секогаш, не знам дали го знаеш правилото, јас обично на 100.000 поети за промена се оставам секогаш на крај кој ги. Затоа што даваме простор на другите да ги слушнеме, што е многу убаво и многу човечко. Оти ние секогаш имаме многу да кажеме, ама убаво е некогаш и да послушаме што има некој друг нас да ни сподели. Митко, ние убаво си помуабетивме на неколку теми, јас мислам дека кажавме се и ако не кажавме нешто да оставиме за следниот пат. Ако имаш што да додадеш, повели, ако не, ти благодарам. Исто, Георги, фала ти и на тебе, фала и на тебе Канал Вис за постојаното следење на сите културни настани, на сите културни работници во градот кои реално работат и се посветуваат на тоа чистокрвно, целосно. И до вашите гледачи, жал ми е што ја нема книгата во Струмица, доколку одат во Скопје нека си ја купат од Антолог и се надевам дека, како што каже, ќе имаме и промоција во Струмица. Ти благодарам, ти посакам уште многу успеси, почитувани гледачи, тука е крајот на емисијава. Се раздалуваме со песната на денот која вие избравте со вашите гласови. Од режијата знаат за која песна станува збор, бидејќи гласањето траеше, дури траеше овој разговор. Се гледаме утре во 10 часот, до тогаш довидување.